Сега модерно е здраво да се храниме и по овие списанијава читам за здрава исхрана, нешто, лукот, пример, тој е познат афродизијак. Вишу афродизијак, бе да и хухниш на партнерка в несвест ја падне. Джабе ти шо моиш после. До вештачко дишење ако дојте среќен да си. Она, здраво маче, ахуха. Ама ке речи твоја сум. Ката здрав афродизијак. И сикам имево афродизијак, значи тоа е материја која што ја земаш и во тебе кој ќе се појави едно чувство на знаеш, се претвораш во вулкан. Везув. Етна. Име во идат, даено му е од грчката божица Афродита. Или на ромски Афродрита. Еку ќе видиш афродизијак шо е? Мислам, која е кованицата на зборот? Ако си мекуш, одма ти дават афроспособности. Кој ќе го земиш, умот малце ќе ти се врти, тона ќе ти е дизи. И ако ќе се крени трачната, многу ќе си јак. Значи, афродизијак. Тоа е. Да сме начисто. И сега читам на интернет познат афродизијак, шпанска мушичка. Тоа е кој ќе ти дојд комшивката на гости во кафето место шеќер и бапни шпанска мушичка и после ела разбери се дека на кафе си ја викнал. Друг афродизијак екзотичен, ова ненормално е. Маштраф од тигар. Значи, то го прават луѓе. Читав, жими се најмило, е податок. Официјал, значи, ој, и си викам, па то стварно е, човече, масур од тигар да земиш, или на шпански ел масри. Значи, да. Ти да се одлучиш да оиш по таков афродизијак, то во старт е само тој афродизијак. Дојш да опериш тигар. Одма ќе си речиш, море да, јас да си клецам зашо ова последно ќе ми е. Одма си некако поактивен. И си викам, замисли човече, некој ојд го убива тигаров, так, то маштрава и... После тоа има да си бате, Супермен. Со тигров... масур во устата. И се замисли, ти си се борел, си платил карта до Индија, си опрал тигар, го масурот. Спремен си во топ кондиција си, се чекат на жута минута да дојде, разбираш? Ти идат девојка или жена небитна и ти речи, не можам срце вечерва, имам добијано. Што да правиш, човече? Еко катастрофа ќе се деси во тебе. Јас да сум одма одам в комши, звонам динг-донг. Добро вечер, комшија. Како сте? Проблеми дома имам. Баба нешто да ми се најдвит по дома. 10 минути ми требит, мислам дека после тоа сите ќе сме посреќни. Не бираш по возраст тогаш. Од друга страна, не толку екзотични афродизијаци кои биле читам. Пазете, ова е прејако. Компири. Одма е пресекси. Зато кој ќе поминиш по дебарца покрај нивине со панцир треби да шеташ. Заштитен од сите страни. Зашто љубовта не познава граници. Ова е катастрофа. Компири. Зато сашен помфрит. Под Б патлиџани. Господи, ова факт, луѓе, не го измислувам. Глупо е, знам. Значи патлиџан, замисли жена ти нешто и викаш сонце, капи се и спремај се. Една шопска што сум мавнал.
Дупли патлиџан, непресметлив сум тотално. И најако што е, кафе било афродизијак. Боже Господе, си викам. Знаеш, она дури не го ни приметвиме во секој дневен муабет. Кој дојде некоја женска и ти речи, саеш да се видиме на кафе? Си викаш, о, леле, селјанка, од тепана, ова ќе му умрит. Ќе ме по кафиња, трач рубрика цело време. Кој ја следи, не можам, имам работа. А вака, ако го знаеш податоков, одма ти е друга работа. Знаеш, ако знаеш дека кафе е афродизијак, то веќе е скриена порака. Знаеш, кој ти речи, саеш да ме на кафе? Шо викаш? Саеш да ме на кафенце? О, каор ти откачена си била? Жиди се? Да бе, шо? Океј. Ле, кога сакаш дојме? Сеја дуре топличко негде на отворено. Бој! Жиди се, кај сакаш? Не знам, например, аквариус. Ти нормална си? Сија насред Белден да те клецам во аквариус? Со 90% од луѓето се знам мори, ало? И плюс мама таму излег вид. Перверзна една. Бу, ужас.